сите, добредојавте во првата емисија на подкастот Јустинијан збори. Моето име е Ѓорги, а со мене денеска и во иднина ќе бидат моите колеги од Правниот факултет во Скопје, Димитар Тромбевски Тромбе, директно кој сега се јавува од Битола, и нашиот Джеймс Бонд Никола Донев, директно од Штип. Добредојавте, колеги. Добро, најдовме, здраво. Зошто овој подкаст и зошто Јустинијан збори? За името може Донев после малце повеќе да го разглави, дека негова идеја беше, ама во суштина идејата ни е да гледаме на политичките и правните збиднувања во Европа и светот и да ги дискутираме, да ги анализираме, да збориме за нив од аспект на студенти од Западен Балкан. Ќе имаме и гости, ќе имаме и професори, и академци, ќе имаме и луѓе кои што се во политиката, што не се во политиката, активисти, и ќе пробаме со нив да збориме на некои теми на кои што не се прави секојаш муабет, барем не од тој аспект да гледаме како се одвиваат работите во другите држави, но од наша работа. Бидејќи реално не можеме да биеме ние поголеми американци од американците, не можеме да биеме поголеми од русите, ни па европејци од европејците, дека реално уште не сме во Европската унија. Тоа е некое мое видување на подкастот, повеќе може да доаѓаат Димитар и Донев за како тие го гледаат овој проект кој што еве сега го почнуваме, се надеваме дека ќе трае и во иднина. Подкастот, јас со ова идејата за ваков подкаст е запознат од вас, дечки, фала ви многу прилика ова. Треба да има вакво нешто направено и воопшто на поголемиот дел од факултетите и сегде. Јас со овој подкаст сакам да имам едно место, една платформа, каде наши другарки, студенти, професори, други релевантни субјекти ќе можат слободно да имаат некоја платформа каде што слободно ќе разговарат за своите мислења, дали за политика, дали за право. Исто така, ние како студенти на еден нетрадиционален начин да ги информираме за збиднувањата студентите дома и во надвор, за разлика од моменталниот традиционален начин што е телевизијата и вести кој се поќе станува непопуларен и непопуларен. Затоа ни треба вакво нешто ново и свежо. Да, во однос на името, бидејќи во последниот период постојано се занимаваме со име и со седо тоа, пред си името Јустинијан збори е како еден вид реакција на фактот што нашиот факултет многу често се наоѓа во позиција да не коментира некои збиднувања и настани што се случуваат и во државата и во странство. Вклучително тоа се гледа и низ бројот од научните трудови кои што ги публикуваат нашите професори и сите тие, но мислам дека овде е просторот, овде е моментот каде што студентите ќе може да се истекнат самите себе и да може да коментират на наставниот свет кој што посебно нив ги засегат, особено од аспект на Западниот Балкан кој што е секогаш еден посебен, уникатен простор сам по себе, но во контекстот на глобалните случувања е уште поинтересен за анализа. Пред да започнеме со темата која имаме за денес, сакам да кажеме збор два за нешто кои сме ние. Ќе имаме постирано по Инстаграм и Фејсбук да не запознаете малце повеќе, ама сакам да започнеме така да се запознаеме за да не бидете изненадени после што ќе слушате од мене, студент политички науки на англиски јазик, и тоа е многу важно, за вие што не сте направен, никој не смета дека сме отправен, ама сме. Имаме политички, имаме на англиски јазик, така што мора да го кажам тоа и ќе го кажам скоро секој подкаст, поготово за некои луѓе студенти на правни студии кои што не сметаат за студенти на правен, ама не и се, да не навлегувам да не навлегувам толку многу од тоа. Спортски фанатик сум, освен политиката што ме интересира. Тренер сум у кошарка и бейсбол. Да, имаме бейсбол у Македонија, Скопје Слагарс. Не можеме сега да играме поради карантинов и поради коронава, ама на Facebook сме, на Instagram, идете таму, лајкнете све и после кога ќе се оправи времето ќе играме бейсбол. Социјалдемократ сум исто, ама не сум сигурен дали сум социјалдемократ по македонските стандарди, пошто кај нас јас сметам дека ни знаеме што е десница, ни левица, ни па социјалдемократи. Така што по идеологија социјалдемократ, ама за кај нас комплицирано е малце.
Димитар Донев, што ќе кажете вие за вас? Здраво, ајде се редом и мене јас да се представам. Димитар Тромбевски, obviously од името. Роден Битола, студирам направен. Љубовта, иначе, со оглед на тоа дека сум направен, јас сум еден од тие, иначе Ѓорги, што мислат дека тие на политички науки се дел од правен, пошто политиката и правото се многу тесно поврзани. Не може едното без другото. Но имат многу слични работи. Од мал јас се родив љубовта кон правото и кон политиката, ама таа љубов кон право и поготово кон политика ми се консолидира во 2016 година со изборите, кога запознав Берни. И во тој момент и мојата левичарска идеологија потполно ми се консолидира, затоа што најдов еден човек кој што во 99% од случаите се согласувам, кој е искрен и реално сака да му помогне на работниците, што во политиката, поготово во Македонија, ретко се наоѓа такво нешто. И во светот може да е единствен пример во историјата за такво нешто. Ама ајде, ситуацијава е сега таква каква што е, ќе видиме каде ќе оди сето тоа и да се надаваме дека се ќе види во ред и во Америка и кај нас и со коронава и дека подкастот ќе биде една одлична платформа за да се искажеме собствените мислења. Јас сум Никола Донев од Штип, но еве сега имам можност да студирам на правниот факултет во Скопје. Инаку на правни студии и Ѓорги морам да кажам дека не ја негирам потребност од политички студии на нашиот факултет, ама правни студии се правни студии, мораме да се признаеме. Инаку, идејата да студирам посебно во делот на општествените науки се појавила прилично рано, така што веќе некаде при средината на моето средно образование се консолидира идејата да одам на правен факултет, но никогаш не бев сигурен дали на политички студии или на правни студии, но откако запознав професори од правниот факултет, се одлучив конечно за правни студии при запишувањето и искрено не сум го немам посебни коментари, бидејќи досега ми било добро. Моментално инаку работам и на правната клиника во Беговско право, која што е програма на правниот факултет, и сите оние кои што нели сакаат да се приклучат, тука сме. Така што се случуваат работи на факултетот, се случуваат работи надвор од факултетот, но пред се овде сме токму за тоа да збориме. Да, фала ви на двајца. Мислам дека сега веќе може да започнеме. Темата денеска ни е интересна. Најчесто подкастите нема да имаат само една тема, ќе збориме на повеќе теми, ама сега не знам дека и тројца некако ја делиме иста слична или идеологија, поготово за оно што се случува во Америка. Па така решивме уште од старт да почнеме со Америка, да збориме малце за Берни, малце за Трамп, малце за демократија, Бајден да го спомнеме исто. И на крај ќе завршиме епизодата со гостување на студентскиот лидер Боријан Евтимов. Тој ќе се придружи во оваа прва епизода и со него ќе збориме за тоа како студентите се справуваат со корона, како новото студентско организирање функционира и за многу други тоа на крај. Сега предлагам да почнеме со темата која што ни е денеска. Тоа е Берни Сандерс и Америка. Се мислев доста време како да започнеме темава, дека реков ќе збориме за Берни и за Америка и веднаш ми текна на гласањето во Ајова што се деси пред скоро веќе 2 месеци. Како вчера да беше и тројца се сеќавам, чекавме резултати до 5 сат са бајле. Донев испадна најпаметен, си замина кај 2,5. Ние останавме до 5 и чекавме и не дочекавме. Ама што сакам да кажам, битно сите бевме доста возбудени за Берни, тоа дефинитивно сум сигурен и за неговата кампања и мислам дека уште сме. Реално уште сме feel the burn. Ама тоаш ја поготово бев возбуден дека Џо Бајден е готов. 5-то место излезе и сигурен бев дека е готов. Сега, 2 месеци подоцна, Џо Бајден
е на 90% кандидат на демократија, а ние снимаме тука подкасти и у депресија сме поради тоа. Ти збориме малце покасно за тоа што точно се случи и како се случи работи, ама дискусија сега да ја започнем со едно прашање за тројцава. Реално тие што не слушаат сега го знаат Берни, ама за оние што не го не слушаат, ама не го знаат доброт Берни, ние како што си го викаме, како би го пишале. Така што, Димитар Донев, кој е Берни Сандерс за вас? Искрен, лидер, човек што се инволвира во политика за тоа што е политика, односно начин како да му се помогне на најмногу луѓе, со носење на закони, со менување на јавниот дискурс, со пренасочување кон одредени теми. Се гледа дека Берни тоа што го прави, не го прави оти има некој спешал интерес за него, оти му служи на некои високи личности, на некои многу мокни личности. Гледа дека тој е соло играч. Оди сам во политика, се инволвира сам во политика за да му помогне на најобичниот граѓанин. Нешто што ни треба во светот и ни треба во Македонија некој таков политичар да истапи. За жал, досега друг, освен Берни Сандерс, не сум сретнал во политика. А пратам доста политика и ништо такво нема. Да, во однос на феноменот што е познат како Берни, она особено ретка фигура во американската политика, посебно можеби најуникатна фигура од причина што сите преходни обиди да се трансформира дискурсот секогаш доаѓале од надвор. Но Берни е сенатор, пред се мора да знаеме дека тој е сенатор, тој почнува однатре. И токму, доколку се следат неговите говори и сето тоа ќе се познае како некој што одбива да биде политичар, а во суштина сака да биде активист. Имаше еден многу добар твит за тоа дека разликата помеѓу Берни и обичен политичар е тоа што сите политичари се преправат дека се активисти, а Берни е активист што се преправа дека е политичар. И мислам дека од тука се црпи таа негова посебниот стил, особено во кампањата и во говорите што ги држи, и начинот на кој тој формира својот светоглед и како гледа тој Америка и како тој гледа на светот. И мислам дека е можеби една од ретките можности во Америка, барем во историски контекст на развојот, да навистина се дојде повторно до некоја револуционерна промена во стилот на Франклин Делано Рузвелт. Да, дефинитивно се согласувам и со двајцата. Зашто јас сакав нешто подруго да кажам, нешто што мал дел луѓе го знаат. Ја пред некое време пишував есеј за дигиталната демократија и каков ефект таа има врз политиката денеска. Ќе се фокусирав на кампањата на Берни и најдов дека интересно за Берни, можеби омилен факт ми е тоа што пред едно 50 години, кога ни Берни се знаело, ни Сандерс, ни Фил до Берн, додека било средно, Берни било трката да стане председател на целиот клас. Сега, у Македонија, председател на цел клас е една училница, у Америка, у средно, цела генерација. И повеќе кандидати имале, ама платформата на Берни се засновала во тоа да ја покачи сумата на пари за стипендии која се дава за децата од Кореја, кои се дојдени поради Корејската војна тие години и нормално кога некој у втора година средно иде со таква платформа ќе изгуби. Ама најинтересно цела приказна е што откако Берни изгубил, оној што победникот ја преземал платформата на Берни. Така што на некој начин Берни ја добил Берни ги добил првите избори што ги изгубил. И тоа ми е најинтересното за Берни, не само средно тоа што го правил со овој пример, туку може и се вратиме до 2015 и 2016. Не знам за вас, ама ја кога прв пат слушнав за Берни, ја бев у Тексас. Цела година поминав таму, баш војкот на кампањата и бев
у конзервативно место у Тексас, каде што никој не го сакаше Барак Обама, луѓето со кои живеев гласаа за Трамп, а ја бев единствен демократ во цело средно. И кога слушна за Берни, бев као, yes, конечно. Конечно некој кој што ќе ги збори тие работи што треба да се зборат, како што Димитар ти спомна преска. Некој кој што стварно се залага за луѓето, стварно сака да направи нешто, не е политичар, активист е у душа. Ама за тие околу мене беше радикално. Не знам дали се сеќавате, ама што се него нарекоа? Комунист, социјалист. Сега да кажам дека радикален беше Берни уште од старт. Радикален по некој амерички светор. Ама што се дешава сега? Се дешава да здравствено осигурување за сите или Medicare for All станува се поголем мејнстрим, се поголема мејнстрим идеја. Бесплатно школување за сите. Исто мејнстрим идеја станува. И ред други работи за кои што Берни се залагаше, иако изгуби, као и што изгуби у средно, демократија или барем еден подобар дел од демократија се залага таа идеја да не сгасне со поразот на Берни, туку да продолжи. Това ми е нешто за Берни, нешто што ме фасцинира и што ја не сум некој кој што сака да идолизира луѓе, ама ако треба да најде некој политички идол, тоа би бил Берни. Да, во суштина, ако се погледне програмата на Берни, таа после 2016 беше голем дел беше преземена како официјална платформа на демократите. И истото тоа мислам дека ќе го видиме од причина што Берни сушност не е некој кој што го ствара брандот на прогресивност, туку тој го вози брандот го сурфа на еден начин брандот на прогресивноста, од причина што барем она што е помладата генерација на американци го очекуваат такви прогресивни платформи. Тие повеќе не живеат во некоја илузија за тоа дека можеш сам самостојно да стигнеш до врвот, од различни економски структури и се до тоа, но моите на Берни е токму во тоа да го мобилизира дискурсот на начин и да го премости и да го заврате во текот кај што треба да оде, а тоа е нели прогресивниот пат, барем оној прогресивен пат кој што Берни го замислува. Иако Берни доста избори има изгубено во неговиот живот, ама пак на некаков начин неговите идеи победват. Колку и да изгуби, пак тие идеи ќе продолжат, тоа се види во 2016, што од 2016 неговите идеи беа гледани како радикални, како премногу бара и така натаму, и од победи ко видоа демократите, односно естаблишментот демократски, колку ствари поддршка имат тие политики кај едни од побитните гласачки тела, тоа се младите, почна да ги прифаќат и наеднаш преку ноќ кога видоа дека колка поддршка имат тие политики, не се толку веќе радикални тие политики. Веќе почнуваат мејнстрим, да се веќе поприфатливи. Ама пак има уште политики кои што ги немат прифатено. Тоа прво би требало да ги прифатат, иако и некои имат прифатено што има некој консензус околу нив, не се баш тие и тие. Ама се надевам дека ќе ги прифатат и останатите, без разлика дали ќе продолжи Берни во трка или не. Да. Ова е баш добар почеток за оно што сакав да го базираме на денешниот разговор, а тоа е, не знам, ја Трамп не можам органски да го поднесам, ни неговата персона, ни тоа како политичар, популист, поготово не можам да го поднесам Твитер. Ама не дека се согласувам со ова сега што ќе го кажам, ама мислам дека кога Трамп вели do nothing Democrats, не, по неговата логика не е управо, бидејќи демократија пак работат нешто. Има демократија у представничкиот дом, у Конгресот, по сојузните држави, има работа. Ама од перспектива на тоа да работат, ама работат за да остане статус квото, ја можам 100% да се согласам со Трамп. Не знам за вас, ама за мене има
едно 3 политички партии моментално у Америка. Тоа ти е Трамп и републиканците, конзервативната база, кои што реално имаат три платформи. Едната е да внесат што повеќе нивни суди у федералниот систем на Америка. Другата е да им дадат даночно олеснување на нивните донатори. И трета е вториот амандман. Мада реално тоа спаѓа у првите две. Така што гледано две идеологии имат и Трамп сега им се појави као спасител кој не знам за вас, ама кај мене најинтересно ми е кој некој ќе кажеше за Трамп дека го кажува она што американците го мислат. И буквално е така. Она што не може републиканците да го направат, се појави Трамп или да го кажат, пошто е едно расистичко, друго сексистичко, трето може до утре да направиме што е, ама кога се појави Трамп, спасител на републиканците, он им е као маскота, он кажува се што они не можат да кажат, они у позадина си прават, си донесуваат суди, си донесуваат закони, појачуваат буџет за војна и си го зајакнуваат вториот амандман. На другата страна е Берни или Democratic Socialist of America. Као, реално, моментално не е партија, ама кога и да е, ќе добие поголемо влијание и тоа е прогресивен дел од политичката сцена у Америка. Се у центар ти се демократи. Убаво каже Димитар Преска, establishment. Корпорат демократ. Кај што не сакаат ни лево, ни десно. На моменти мислиш дека повеќе ќе сакаат Трамп да им е председател колку Берни. Пошто ако Берни стане председател, тоа значи дека статус-квото се менува драматично и никогаш нема да се врати на ниво на кој што демократија би сакале. Да, они пак ќе се согласат на некој минимум или некој компромис со Берни, ама знаат дека веќе еднаш кога Берни или некој како Берни ќе стане председател у Америка, демократија се готови со ваквата политика која што има. И затоа ја мислам дека Трамп ќе биде пак председател. 2024 пак ќе имаме овие муабети, тогаш се надевам, не знам, не може Оказио Кортес да биде кандидат, ама некој као нив да биде, но жал ми е што ја гледам оваа слика и знаеш, тажно е да гледаш демократи као слеп за стап се фаќаат за центар. Што ќе кажеш ти? Од прогресивна страна, from the progressive side, Do Nothing Democrats е најдобриот збор како можат да се опишат демократите. Оти буквално за нешто да направат, за да одат потаму од статус-квото, да направат нека прогресија општество, ништо не прават, апсолутно ништо. Јас се надоврзам за тоа колку партии уствари има во Америка. Има една интересна квота на Ноам Чомски, што вика дека во Америка уствари има една партија со две фракции. Уствари истата идеологија имат, само буквата пред името е различна. И двете партии сакат corporate welfare, иако републиканците се прават нешто многу антисоцијалисти, уствари темелна нивната идеологија е corporate socialism. Да му се дај пари на корпорациите за без пари. Welfare for the wealthy. Буквално тоа му е. И што спомна за тоа дека демократите може да би сакале поќе Трамп да биде од Берни, јас сум убеден дека сакат поќе Трамп да биде од Берни, пошто Берни ако дојде, самата нивна финансиска состојба и мок ќе биде многу поразлична од сега што е. Дефинитивно и ова мислам дека најдобар пример може да се види како досега се одвиваат демократски избори за кандидат за председател. У еден момент имаш 17 луѓе, после тоа се намалува на 5 сериозни кандидати, имаш Берни, имаш Елизабет Уорен за која што не сакам да правам муабет сега, као не сакам да ја спомнеме, иако е битна у разговорот, не сакам да зборам за неја, ама имаш и неја. Имаш Џо Бајден кој што поранешен подпредседател, као чекај сега да го кажам точно, као што Џо Бајден би рекол о Бајден Бама демократ, како беше? Ја го заборев, ама и го имаш него, и го имаш Пит и Еми Клобуча, кои што се
центристија утрка. И кога видела дека не може така со Берни, на 2 дена пред изборите во Јужна Каролина, прво Пит, после Бутиџеџ и за мене најголемо разочарување Бето Орор. Не знам за вас, ама ја Бето го обожавам 2018. Као поготово дека у Тексас имаше реална шанса да победи Тед Круз. Ама откако го подржа Џо Бајден на ден пред изборите у Јужна Каролина и плюс, се нема да навлегувам у конспираси теории, само знаеме дека и Обама има прсти вмешано во сето тоа, као јавна тајна е. Бајден превзема водство, го прегазува Берни во Јужна Каролина, за наше изненадување на Супер Туздеј, победува повеќето држави, во еден Вашингтон стейт победи. И мислам дека здружувањето на центристија, на moderates, as they call it, ти е најголем показател дека они уствари сакаат там да победи. Пошто, ај сега, не знам, да не идеме толку далеко, ама како победи Хилари Клинтон? Победи бидејќи младите не излегува за неа да гласаат, победи бидејќи прогресивните гласачи највеќето или не излегува или гласаа за Зелената партија. Ќе остане. Не знам. Не мислам дека као во конкретниот случај имаш као микс меѓу две работи, но тоа е нели начин на финансирање на компаниите, на партиите, кој што е под директна засегнатост од донорите. Разликата што ја прави Берни е што тој не зема од корпорации, тој зема од народот. И друго нешто што е случај е самиот електорален коледж, кај што специфично е направен за изфилтрирање на такви работи. Иако технички Хилари победи со 3 милиона повеќе гласови, електоралниот коледж е така поставен да даде председател кој што нема да диверзира многу од некои рамки. Не, ја тотално се согласувам. Мислам дека републиканец нема да победи во бројот на гласови уште едно 20-30 години. Реално, у Калифорнија популацијата расте, Нью-Йорк исто, тоа сега коронава може малце да направи некој проблем, ама реално работава е таа. Републиканците нема да победат мажоритет. Ама битно е кој ќе победи у Мичиган, кој ќе победи у Висконсин, кој ќе победи у Тексас е битно. Пошто реално Берни има шанса да победи Трамп у Тексас. Бајден не верува. Ама да не забегаме толку да дираилнеме темата. Таа е. Примерот ти кажува јасно да знаење. Не го сакаат Берни. Ја баш дока се спремав за епизодава, најдов еден мој пост кој го напишав после изборите во Ајова. И тогаш напишав демократите не го сакаат Берни за председател и ќе направат се, макар и Трамп да го имаат пак, да не биде Берни председател. Не знаеме дали Берни би го победил Трамп, као реално тешко е да се победи incumbent президент, ама од мој некој гледиште мислам дека најдобри шанси Берни имаше против Трамп. И Џо Бајден ја нема таа енергија за да го победи. Реално. Да, мислам дека ова фактор што, како што ти велиш, демократите во наводници сакат Трамп да биде председател, се вклучува добро со последниот пакет за економски стимул кој што го донесе Конгресот за поекот на коронавируса за подпомагање на економијата. Да. Димитар, сакаш нешто повеќе да кажеш за тоа? Ќе кажам, да, има многу што да се кажува.
Кога почна нели коронава и кога се виде озбилната ситуација во Америка, почна да се лиферуваат начини како да се реши тоа, односно беше евидентно дека мора некој закон да се донесе за тоа. И самата администрација на Трамп од почеток даваше некои хинтови од прилика што ќе види и многу изненадувачки беа хинтоите и беа ултра левичарски од некој аспект. Пример, имаше Трамп нешто кажано како од прилика дека ќе има UBI $2000 месечно за неопределен период, не се знае колку, дека сите кирии, дека сите хипотеки ќе бидат стопирани и така натаму, многу прогресивни работи. Ама, што испадна на крајот? На крајот испадна голема катастрофа. Пример, кодно беше предвидено дека ќе има bailout за corporations, но се разбира, тие овај пат, за разлика од 2008, ќе бидат условени bailout. Што се мислело за тоа? Дека ќе му се дават определени bailouts на corporations и као за тоа возврат државата ќе има удели во тие компании. Кој начин е компензација зашто ние ви ги даваме парите, нешто и вие да дајте во возврат, да не бидат пари за без пари. Нели corporate welfare. Но се разбира дека тоа беше too good to be true, тоа не се случи. Со новиот закон, што го донесоа, што е според мене катастрофален, предвидено е $1200 за по човек за еден месец, one check, и $500 за дете, кој се разбира во Америка, не се доведете, Џоре, ти знаеш од прилика каков е стандардот во Америка, не е воопшто доволно тоа за да се преживее еден месец. Една недела не е доволно. Една недела не е, а камоли еден месец. Но што е интересно и зашто викам дека овој закон е многу штетен за работниците. За разлика од bailout, што моментално не се условени, овие пари кои што му се дават на работниците се условени. Односно, дека треба да имат поднесено определени некои даночни документи во годините 2018 или 2019 до IRS. Ама проблемот со тие даночни документи е што голем дел од работниците и луѓе со ниска заработувачка немале потреба за поднесување на такви документи. И се прилика 30 милиони жители во Америка, кои што се многу сиромашни, ќе немат услова да ги добијат и овие $1200, што се разбира не се доволни, ама пак колку толку се некаква помош. И то нема да го добијат. И се разбира, многу е битна да се спомни улогата на демократите во оваа ситуација. Значи имаме закон кој што е многу антиработничката класа, антисиромашните, и демократите не направија апсолутно ништо за да се спротистават на Трамп. Нема буквално опозицијата кон Трамп и републиканскиот естаблишмент на овој закон е само Берни и уште 3/4 од House of Representatives, односно the squad. Толку, апсолутно никој друг не се замара да му дај некоја опозиција и обструкција на Трамп. Да. И се разбира, иако колку толку лош законо, America's Dad, Bernard Sanders, comes to the rescue и додаде еден член во законо кој што му возможува на избраканите работници да му биде платена платата 100% до $75,000 годишно. Значи, од никаков закон успеа Берни колку толку да го направи почовечен законот. Тоа мислам дека кореспондира со тоа што зборавме преска за Берни каков политичар активист е. И баш кога збореше сега, дека реално и во Македонија и во Америка луѓето не се замајаат толку за политика. Не се као нас да гледаат 300 шоуа на YouTube, да чекаат секоја епизода на Карл Кулински или The Young Turks или на Twitter да ги следаат сите кои што се релевантни во оваа ситуација и не знаат, знаеш, и да има демократи кои што се обидуваат да направат нешто, надвор од Берни и компанијата околу него, луѓето нема да дознаат. И тоа е фактор. И само тоа што Трамп успеа, пред недела дена, ја кога гледав, сега сме 30 кога го снимаме ова, пред недела дена Bloomberg излезе, Bloomberg.com, не Майк Bloomberg, излезе со статија дека approval rating на Трамп за справувањето со короната е 60%.
Нормално. Реално кога нема опозиција кон некој, кога нема да му увидиш на граѓаните, на поголемиот дел се неинформирани граѓани што се дешава во менталната ситуација, кога нема некој да ги упати граѓаните што е грешно, ќе мисля дека е во ред. Да. А еве денеска излезе со изјава, не знам колку го знаете, докторот Фаучи беше со Обама, кога Обама се справуваше со ебола, беше и пред 40 години со ХИВ-СИДА кога се справуваше Буш, остариот, сега е со Трамп и излезе денеска со изјава, мислам вчера беше за CNN, изјави дека очекуваат околу 100.000 жртви во Америка. И нај го читав артиклот на CNN и вика Fauci said they strongly argued with the president on not lifting the guidelines. Требало докторот да се кара со Трамп бидејќи овој сакал да ги укине мерките поради тоа што доаѓа Великден, а он нели голем христијанин, па Великден сака да слави. И на еден таков председател да му дозволиш да има 60% approval rating за коронавирус, што ја мислам дека уште и ќе расте, и да дојде до за него највисоки 49 approval ratings, мислам дека не може ама понеспособен да си, као не знам, ВМРО у Македонија по-добре игра цела ситуација со Боко Ристовски кој ќе не спасува економијата. Ама, значи, во моментот, мој став е, и мислам дека и ќе се согласите, дека Демократската партија е најнеспособната политичка партија у свет. Do nothing Democrats. Многу добро ги опишва, одлично. Тоа е. Не знам и ја што поеќе да кажам. Јас имам коментар малку на неактивноста на демократите. Овде малце симптоматично тоа што тие во председателството на Обама, додека ги држат двете куки на Конгресот, тие не сватија дека слушајќи со Обама има еден свој модел кој што нели беше до некаде изигрување на прогресивно на тоа прогресивно движење кој што тој го мобилизира во 2008. Тоа што ти него сваќа да Берни го сушност повторува е дека за да помине еден закон, сушност тебе ти треба поддршка од страна на граѓаните. Што правеше Обама? Кога републиканците не му дозволува одреден закон да помине во Конгресот, тој излаваше надвор со граѓаните, бараше од нив поддршка и или тоа ги притискаше републиканците да го гласа законот, или тој одеше со executive orders. Друго нешто што се случува, исто да го прави и Берни. Тој не само што нели предложил амандмани, туку излегува надвор и држи митинзи, држи таун холс, каде што ги замолува неговите соработници, неговите поддржувачи да вршат притисок колку што може да повеќе врз својот конгресмен или врз својот сенатор, со цел да се гласа на амандман. Да, и не само тоа, ја би кажал, не знам, мислам дека сите го следиме Берни по социјалните медиуми, ја и Бајден го следам чисто да видам што прави, ама телефонот не ми престанува од нотификации Берни онлайн на Facebook, па после на Инстаграм Оказио Кортес, па Илхан Омар на Твитер, па доктор Весте исто таму некаде у дискусијата. Non-stop е активен. И покрај тоа што пробуваат тој мас медиуми да го игнорираат, сега дека нели сакаат да се тргне Берни пошто нема шанса да победи, баш добро е што е во трката, баш за вакви некои миниатурни работи кои што ги става во ваквите закони, како што Димитар сега ти спомна. Многу значи тоа. И не знам, од наша перспектива тука, ја кога гледам стварно ми е интересно како ние можеме ова да го видиме, ама демократија не може. Најинтересен детал за мене у цела ова приказна е
не знам дали се сеќавате на клипот која Ненси Пелоси го скина говорот на Трамп. Ја човек, едно што на Твитер не можев да прочитам ништо од тој гиф и видео, друго што дури наши македонци ја славеа Ненси Пелоси као јас, Queen, постира. Ама никој да каже зошто истата таа Ненси Пелоси гласаше за неговиот 738 билиони воен буџет. И неговиот, чекај, не само за тоа, туку и за Space Force гласаше. И истата таа Ненси Пелоси, кога дојде време да подржи некој во трка у Тексас, го подржи најголемиот поддржувач на Трамп од Демократската партија, а не ја подржи 26 годишната адвокатка за имиграција, која што дојде на само 4% да го победи истиот тој Трамп демократ. Ненси Пелоси му отиде у дистриктот, беше у неговата кампања, држеше говори за него. И сега ние губиме као јас Queen, као му го скина говорот. И што направи со тоа кога му гласаше буџетот? Ништо, апсолутно ништо. Затоа ме нервират естаблишмент демократите што се многу со дупли стандарди. Од една страна викаат ние сме многу woke politics, гласајте за жени, persons of color. А од друга страна, како што спомна Циснерос, мислам дека беше во Тексас. Да, Джесика, да. Млада девојка, адвокатка, woman of color, што е репрезентативна за тој дел од Тексас, не ја поддржува, туку поддржува некој десничар, демек демократ. Истото и се случува и со Тулси Гебард. Тулси Гебард е апсолутна депикција на нивниот woke movement. Жена, of color, ветеран и плюс доста конзервативци ја сакат неа и на секаков начин пробаат да ја отцрнат по медиумите. И многу тие дупли аршини ме нервират многу кај демократите. Поготово кај Ненси Пелоси. Да, не можеш, кога Ненси Пелоси не можеше, како што Никола Преска спомна, во време на Обама со и представничкиот дом у нивна контрола и Конгрес и Сенатот у нивна контрола, ништо да не можеш да направиш. Сега да му играеш, како што ќе каже Трамп, а кога видовме реално Мич Маконел си игра House of Cards со нив. Прво, сега, малце се вратиме на Обама. Обама реално 60% од времето не можеше ништо да донесе, освен со некои executive orders, бидејќи републиканците му кочеа се. Без разлика тоа дали е добро или лошо. Му кочеа се. Мич Маконел уживаш. И сега ужива Мич Маконел. Така што не е многу променето од тој аспект, а 40% од времето беше у економска криза. И као, без разлика што да мислиме за Обама, иако ја у моментот не сум голем фан на Обама, заради се што се издешаваше у оваа сезона на избори во Америка, ама реално Ненси Пелоси не научи ништо од плейбукот на републиканција. Не научи како треба да се однесува со нив. И жал ме. Оно што морам да го признам на Мич Маконел и на целата таа група на републиканците во Конгресот е тоа што Мич Маконел се покажа како прав мајстор на парламентарната процедура. Буквално знае се до детал и тоа е повторно на реткост во Конгресот. Има еден пример од некаде, мислам, на некаде после граѓанската војна, каде што исто така има еден многу моќен спикер на Конгресот, каде што, тоест на Сенатот, каде што буквално ако некој праша, нели, дајте ми го деловникот за работа на Сенатот, тие само ќе ти даде, тоест портретот таа личност. Само не се сеќавам на името, но повторно Мич Маконел е вистински мајстор за оно што се вика парламентарна процедура и мислам дека оттаму треба малку да учат демократите. Дефинитивно. Ама реално на крај на денот тоа е што е. И од тука
не може ништо да направиме. Може само да ова е не знам за вас и не знам колку пати кажав не знам за вас, ама јас за мене ова го доживеам како едно испразнување онака. Сега све да си кажеме, а после ќе збориме за некои други теми, пошто не знам како корона некако помага со вакви работи, па не се замараме толку со фактот што Трамп пак ќе биде уште 4 години председател, а може и поеки, кој знае. Ама бар коронава не натерува да мисли на други работи, ама сепак мислам дека убаво така што можеме да седнеме да кажеме се што ни лежи на душата за оваа тема, иако луѓе ќе ја слушаат. Баш ќе биде интересно фидбекот што ќе биде. Сигурно се надевам дека ќе биде добар, ама мислам дека после 10-та минута од овој рент што тројца ако имаме ќе не исклучат. Така што и да кажеме сега нема везе. Ама мислам Донев, ти имаше добра тема, убаво да затвориме така оваа тема да зборевме за Берни, за Трамп, за демократија, ама да затвориме што ќе се деси после корона со сад, пошто као што кажав преска, Фаучи не е баш позитивен и 100.000 луѓе за жал најверојатно ќе ги загубат животите. Што понатак? Да, со COVID-19 дефинитивно е мислам ситуацијата е страшна, не се лажеме. Иако сепак останувам надежен, но оно што е јасно од некоја политичко-правна гледна точка е дека овој вирус буквално ќе го смени правниот поредок во стилот исто како што беше свето после 2001, нели септември 11. Оно што за мене особено важно е што сега авторите пишуваат како тоа ќе изгледа светот. Така што има две колумни од The Nation и Foreign Policy. Foreign Policy редакцијата сушто собра на 12 автори и натера всушност да напишат како ќе изгледа светот после коронавирусот, а The Nation има интересна колумна за односно ефектите кои што овој вирус ќе има врз глобализацијата. Односно авторот во таа колумна предвидува дека оваа пандемија единствено ќе го забрза оној процес на сегментација на глобализацијата. Така што ќе имаме многу повеќе блокови на региони на светот кои што така што државите ќе мора да изберат каде да се приклучат. Во однос на тоа како на долгорочен план ќе се одвива, најголем дел од авторите во колумната на Foreign Policy предвидуваат дека евентуално демократијата, нели како што знаеме денес, ќе се повторно воспостави, но искрено јас сум малку скептичен на тоа од две причини најмногу. Прво затоа што немаме време, имаме екзистенцијална криза од глобални климатски промени, а друго е проблемот што очигледно е дека ќе имамеускратување на некои граѓански права, но сега, за разлика од 2001, сега имаме на ниво на биополитика, што е многу пострашно. И сега, бидејќи биополитика, за да не навлегувам во некои постмодернистички теории, но оно што за мене тоа ме највеќе плаши, но сепак останува да видиме што ќе се случи после пандемијата. Да. Пред да продолжиме со следниот дел на подкастот, и сакал да дадеме некои наши предвидувања. Што сметаме дека ќе се деси во однос на темата што зборевме и во однос на ова сега што Никола спомна. Не дека нема да збориме пак за Америка, ќе збориме. Кај се гледаме, кај го гледаме светот и кај гледаме Америка за едно месец дена. Ајде, да не идеме толку дале. За едно месец дена Америка јас ја гледам во една многу голема сериозна здравствена криза, пред се системско здравствена криза,
Пешо има председател кој не сериозно ја сваќа оваа ситуација со коронавируса. Ситуацијава е се посериозна и посериозна како што врват деноите. Нели, излегва на сред бел ден и вика сакам црквите да бидат преполни за Великден. Катастрофа на сред пандемијата да го збориш, треба да си комплетно игнорантен кон ситуацијата. Но се огледат каков лидер има Америка, гледам дека многу сериозна ќе биде ситуацијата во Америка. За жал, многу луѓе ќе го изгубат својот живот. А во Европа полека очекувам таа европска способност пред се да излези во пресред сега и да почнат полека да се стабилизира Европа. Мислам дека во Европа многу побрзо ќе се стабилизира ситуацијава со вирусот неголи во Америка, ама прашање е само за колку време. Моето предвидување во однос на мислам дека дефинитивно ќе согласам со Димитар дека Европа многу побрзо ќе закрепне, од причина што сега е моментот на градење на Европската унија во вистинска смисла. Ова е еден од тие клучни моменти кои што ќе биде запаметен, дали ние Европа ќе се префрли повторно кон националната држава, или државите ќе погледнат и граѓаните кон унијата како начин за подобра координација. А во однос на САД, мислам дека сепак ќе продолжи ситуацијата и наредниот месец, и мислам дека ќе биде добро прогресивците да го искористат тој бран на системска криза за да потикнат една нова промена и нова поддршка за нивните политики. За ова само што го кажа за системската криза. Баш затоа се воздржувам да кажем дека трката за Брни е завршена, пошто сега со коронавирусов и ова ситуацијава апсолутно статус квото е комплетно променат. Веќе поќе нема да се разговара за војни буџети, за не знам foreign wars или така нешто. Целосно фокус на цела кампања ќе биде за Medicare for all, за катастрофалниот здравствен систем. Мислам дека Брни тука многу ќе добие поени и се разбира пасивноста на Бајден многу ќе изгуби за него. Ако се и плюс мејнстрим медија почнуваат малце кон Брни агенда да одат, веќе ја сваќаат сериозноста. Така да мислам дека иако најверојатно е завршена, уште не е завршена битката на Брни. Не може оптимист бев до пред месец, помалку од месец дена, ама до пред корона бев. Не може. Едноставно највеќе од себе сакал да не сум управо, ама не би сакал да ги дигнам my hopes up too much. Предвидување некое мое, не знам. Мене некое предвидување, ај ќе идам од Македонија ќе почнам прво и не мислам дека некојаш би помислил да го кажам ова, ама ко за земја која што за премиер го има Оливер Спасовски, а министри ни се Нина и Наке Чулев, мислам дека подобри сме од Америка во моментов. Тоа не може да кажем дека е целосно благодарение на Филипче, ама дефинитивно начинот на кој што тој се справува е многу подобар и од начинот на кој што не само Трамп се справува. Не мора да идеме толку далеко. Гледате Вучич што прави се. Значи пред месец дена се зафакаваше со неговиот доктор Несторович по пресконференција како жените треба да идат у шопинг во Италија, а сега Цабале очитав планира 24 часовен полициски саат да внесе. Така што од таа страна можам да кажем дека Македонија е моментално побезбедна. Сега, да не ги урочам нашиве. Сметам дека ситуацијата ќе стане полоша пред да биде подобра. Како за Македонија, така за Европа, така и за Америка. Се согласувам во погледот дека Европа мислам дека ќе се консолидира побрзо и имаме конечно таа шанса да направиме Европа како што треба, не како што беше до сега. И се надевам дека стварно ќе успееме во тоа сите заедно и ние добивме сега датум, па може малце да се тапкаме порамо дека сме дел од тоа друштво. А за Америка, не знам,
кога го спомна Димитар за ова за црквиве, ја христијанин сум, протестант, ја практикувам својата вера, ама там is no Christian. Така што и се ова што има кажано и за Великден, и за црквата, и за се тоа популизам и стварно ми е жал што ги користи тие работи за вакви цели и сметам дека ќе му се одбие од глава. И штета што нема по-компетентни штета што нема по-компетентна опозиција. Тоа ми е единствено. И се надам дека добрите специјалисти и доктори таму бар ќе спасат некој живот. Да. Добро, мислам дека може да продолжиме со следната тема. Сега мал джингл ќе пуштиме да се одмориме и ние, па ќе кажеме збор два за што се дешава во државата и светот, а после имаме интервју со Борјан Евтим. Ај сега доста зборавме за Америка, малце за светските вести и за Македонија да видиме што се дешава. Моментално сме 30 март, што се случи деновите предходно. Влегавме во НАТО, знамето ни во крај наја, видовме церемонијата, химната таму, со говор на Столтенберг и на нашиот представник. За жал празно беше, само двајца да беа војниците со оглед на коронава. Ама што е тоа е, барем сме во НАТО. ЕУ добивме, не добивме датум, ама добивме препорака за почеток на преговорите. Датумот дури во јуни, ако не се лажам, ќе ни го објават кога е. Треба некој тим да се собери, така нешто. И третата и последна точка со вестите, за некој жална, за некој срекна, ќе видиме тоа гледачите нека си кажат, Борис Џонсон confirm корона. Добро, ова за Џонсон, дај да го завршиме прво. Реално не е убаво така. Да, не е убаво, да, за некој срекна, за некој жална. Да, ама начинот на кој што мислам дека и кога се шпекулираше за Трамп и за овој од Бразил, Болсонаро и за еве сега и за Џонсон кога се потврди, мислам дека не е добро, ама се надевам дека ќе ја сватат работата сериозно. Веќе е сватена. Да. Ама мислам дека и сакам барем да признаат дека сгрешиле и да, иако не верувам, поготово ликови какви што се тројца што ги направив, не верувам, ама барем у себе да знаат дека сгрешиле. Нема да престанам да му ги да се ракувам со болни, така имаш повеќе од 4 грама мозок. Не верувам у карма, ама тоа е најблиско што сум видел од карма до сега. Да. Ова за Македонија, дај да поразговарам дека очигледно е сега го почнуваме подкастот, немавме кога да збориме за кога се дешава сите работи со Грција, Преспа, ИМЕ и НАТО и ЕО. Така што кој е некој ваше видување? Јас знам за мене, не сум среќен дека ни го сменија името, дека ни се смени името, ама мислам дека успехот да се направи договор со Грција, да се направи преспански договор, кој што реално гледаме некои придобивки од тоа, мислам дека е најдобро стварување на владата на Заев, иако не влеаме. Многу ми е иронично што Заев нема да биде премиерот кој не внесе УНАП. И тоа мислам дека не го знам Заев, ама мислам дека многу му е криво сега. Ама, регардлес, јас си продолжав да ја викам Македонија, секојаш. Реално, не сум од оние што ќе се дерат никога северна само Македонија, ама сметам дека одлуката беше исправна, уште кога се направи. Гласав ја на референдумот, така што ја поддржав и сега сум не ми се свиѓаат многу од политиките на владата на СДСМ во моментот, ама ова е едно од оние кои што се покажа како добра работа. Да, убедливо надворешна политика имат, според мене, 10 од 10 владата. Што се однесува до проблемот со името,
за секакви прашања што се однесуваат на идентитетска политика сум голем противник. Апсолутно мислам дека идентитетска политика треба да биде ирелевантна во секојдневното живење. Мислам дека нешто што идентитет е длабоко субјективно и не нешто што е напишано на договор, не може мене да ме дефинира што сум и кој сум. То јас и се дефинирам кој сум. И затоа бев поддржувач на договор, иако што пише во договор нема да го смени тој јас како се чувствувам, кој јазик го зборувам и така натаму. Така да бев поддржувач на договорот. Преспа уште сум поддржувач, излегов на референдумот и мислам дека беше добар со оглед дипломатски гледано беше соодветен договор направен. Значи имаше консензус и од едната и од другата страна. А што се однесува до самиот проблем со името, ме нервира фактот дека Грција не условува за нешто комплетно ирелевантно. Да добиеме, да влеземе во НАТО и во ЕУ, да смениме нешто што не е директно никако поврзано со интеграција со ЕУ и со НАТО. То условување малце ме изнервира. Да, по политичкиот процес на добивање национален консензус во двете држави воопште не беше лесен и реално и сега немаме национален консензус, но станува уште времето да видиме дали и колку ќе издржи по политички и правно самиот договор, така што барем за мене се уште е рано малку да се каже. Добро, мислам дека кажавме се што имавме, што сме заборавиле ќе кажеме во следната епизода. Сега може да уживате во интервјуто со лидерот на студентите, Борјан Евтимов, а ние се слушаме за некои други теми следната недела. Добро дојдете назад во првата епизода на Јустинијан збори. Со нас моментално на Zoom е председателот на Универзитетското студентско собрание на УКИМ и студент на правниот факултет во Скопје, Борјан Евтимов. Добро дојде, Борјан. Добро ја најдов на Zoom. Па не може, кога мислев како да го почнем разговорот, бев као дај да кажам у студио, ама не сме у студио на Zoom сме. Па, мора и реклама малце за нив да даеме. Да. Не помогнаа многу. Да, уште пари нема од нив, ама валја ќе стигнат за едно месец. Ама не се, кога размислав како да почнеме овој разговор, планирав да збориме за собранието, за како се справува со потешкотиите сега околу короната и редови работи, ама бидејќи сега завршивме со гледање на лайвстрим со Слава Жижек, дај да започнеме од таму, за оние кои што не го знаете Жижек, а не слушате сега во моментов, штета, бидејќи еден од најголемите и најдобрите политички филозофи и мислители на денешницата и наистина топло да прочитате нешто од него. За вечера за доста интересни работи он збореше и верувам дека ако почнеме сега да анализираме, ќе ни требаат уште 3-4 подкасти да завршиме. Да. Затоа ќе го поврзам сето тоа со нешто што веќе го дискутиравме на денешниот подкаст, а тоа е Сати Берни. Знам дека и ти си еден од оние кои што го чувствуваат Бернот, колку само глупо на македонски звучи, ама све е поглупо на македонски, не само тоа. Многу непоетичен јазик има. Да. Какво е некој твое видување за што се случува сега во Сати и со претседателските избори и кај гледаш да одиме, тоест да оди Америка од овде? Ви прво година и пол ја следим кампањава. Си вака со вас дека и се знам лично и сме правеле муавет и стварно импресивно како се движеше, буквално не може да се предвиди поише од следните 2 недели што ќе се случува, не па долгорочно. Мора да кажам дека јас се разочарав, ако гледа некој, ако не гледа некој уопште, ќе се чуди како може да се разочара некој за избори во Америка, ама за ние што следиме passionately, како е пасионирано тркава во Америка, стварно мислам дека беше разочарувачка.
Као што кажа, јас сум исто како и вас двајца, feeling the burn. И за мене Берни Сандерс прво е еден од најголемите левичари што се појави во последниве 50 години сигурно, ако не и подолго. Сега има многу левичари туристи што вика дека он е социјалдемократ, неговите политики се преблаги, меѓутоа мислам со самата појава на Берни и менување на целиот политички дискурс во САД придонесе и инспирираше многу млади луѓе не само во САД, кај што имавме како Александра Оказио-Кортес и други не толку познати како Илхан Омар, Рашида Талеб и многу други млади луѓе да се вклучат во политичкото, да се вклучат во политиката, се развива сериозно прогресивно лево грасово движење во Америка, ама не само во Америка, Берни и во целиот свет. Мислам дека инспирираше многу млади луѓе, па и нас, ние тука што сме се сметам за активни луѓе и дефинитивно таа нива успешна приказна дополнително мене лично ме мотивира да се вклучам и да бидам активен, да се обидам тие прогресивни леви идеи да како можеме да ги промовираме и да се збориме за истина. Тоа што се случи на америчките избори за мене е фиаско, тотално имаше узурпација на целиот демократски процес. Демократскава партија буквално мислам дека му е украдена номинацијата. Бајден као кандидат тотално нема никакви, апсолутно никакви шанси и при ваква кризна ситуација во Америка да победи против Доналд Трамп и Бајден не е ни кандидат, Бајден е ништо, ниту има политика, ниту има капацитет да артикулира било каков став подолго од една минута, така што за жал исто како од 2016 очекувам Доналд Трамп да победи, не затоа што е добар, туку затоа што демократите пак избираат да се борат за враќање кон нормалноста сега, така иде тоа. Имаше и сега на подкастов од Жижек добра поента и за посткорона ситуација, враќање кон нормалноста цело време се збори, кон каква нормалност сакаме да се вратиме, каква е нормалноста во Америка, кон која демократскиот естаблишмент цели да се врати. Така што не знам колку ти идејата сега да навлагаме од демократската трка, ама мислам дека едина позитивна работа е тоа што се поише и поише млади луѓе во САД се вклучуваат во демократски или во политичките процеси се вклучуваат и тоа допринесува за позитивна политизација на младиот човек и долгорочно овие идеи мислам дека се незапирливи, не може да се спречат без разлика колку и да се труди естаблишментот, тој тоа кога викам естаблишмент, мислам и на републиканците и да, и Доналд Трамп е дефинитивно дел од естаблишментот и иако неконвенционален, меѓутоа политиките му се исти како и на мејнстрим републиканските политичари и демократскиот естаблишмент од друга страна која е само републикан лайт. Нема некоја голема разлика. Меѓутоа мислам дека прогресивните сили со текот на времето преку политизација на младиот човек ќе успеат да се наметнат како сериозна политичка сила и веќе се наметнува. Пред 5 години воопшто да се говори за, не знам, во Америка за universal healthcare или за бесплатно образование беше комунизам, а денес тие идеи се општо прифатени, па Берни имаше можност во избори да оди уште полево. Следните избори прогресивниот кандидат ќе му уште полево ќе го влече дискурсот, бидејќи Америка моментално е надвор од секаков политички спектар. Тоа што е за америчкиот политички спектар е некаква левица радикална, во Европа било at best социјална демократија. Така што добро е што младите се активираат и наметнуваат еден нов дискурс. И тоа го направи Берни Сандерс. Без Берни Сандерс никогаш немаше левицата во Америка да се вика. Ке останеше на оние мали, си ги викам, секташки организации, као што има многу и кај нас, нели се собираме 10 левичари, вака како по нас, си правиме муавет и останува тоа ограничено. Берни ја внесе во мејнстрим левата идеја. Да, и малце иронично дека 76 годишен човек, сенатор од Вермонт ќе го направи тоа, ама
Благодарни сме му за тоа. Нема да навлегуваме толку дека ние со Димитар и Никола зборавме до 40-45 минути за сето тоа, па мислам дека малце може да се повторуваме пак, бидејќи се знаеме и делиме некои исти мислења и ставови. Се слагам со тоа што сте го збореле, иако не е стало. Ама знаеш. Да. Па, добро, мислам дека на крај малце спомна и баш за таа младенска активност, младенски активизам и сме тука да збориме и како резултат на тоа сме и овој подкаст и се случува, па и го спомна Жижек, спомна неговите ставови за враќање у нормалата, што би значило тоа. Дај да shifting gear, што викаат американците, да се навратиме кај нас и нашата реалност. Не знам веќе колку, 3-4 поеќе, месец дена сме во карантин скоро, за нас студентите нема предавања, почнуваме со онлайн предавања. Какво е председателствувањето со УКИМ, со УСС на УКИМ во време на корона? Какво е? Прво, ви коронава колку што е трагична, има и некои сайт benefits, некои мали среќи у целава несреќа што нас наоѓа. Односно, не притисна УКИМ, а и сите универзитети од држава некако забрзано тргнаа кон дигитализација и испадна и дека не било толку тешко да се превземат крупни чекори да се дигитализира. Не знам, од кога почна кризава, искрено најголем фокус на цело универзитетско студентско собрание беше прво да се откочи наставата и мислам дека релативно добро извршивме задачата од тој поглед, бидејќи горе-доле пак вие кои имате универзитет што години и години работел на еден начин, многу е тешко веднаш да се приспособите на модерниот текови, меѓутоа мислам дека голем дел од студентите слушаат предавања, што е успех и сега останува уште оној од 90 до 100% да стигнеме. Да речеме сега 80-90% од студентите слушаат предавања, сега е напорот сите да имаат можност да слушаат. Да, има отпори кај одредени постари професори не се спремни или не сакаат да држат онлайн предавања. Меѓутоа, тука е улогата на УСС и на факултетските студентски собранија. Во следниот период ќе вршиме надзор како се спроведува онлайн наставата и каде може да има подобрување. Тоа е нова ситуација и за нас, не дека ние сме размислувале искрено пред месец дена, никој не ни знаеше или знаевме дека постои некој коронавирус во некаква Кина, за 2 недели после тоа да го сруши цел општествено-економски систем, па и образовниот систем. Така што Тоа кажи, извини. У однос на работава на УСС за време на корона, ако ние кога дојавме тргнавме со некоја огромна амбициозна програма, све тоа се стопираше, полека се откочува, почнуваме да се фокусираме и на други работи, ама последниот 2 недели од кога почна карантинот и од кога престана наставата, главен фокус беше приспособување на универзитетот во време на корона. Освен наставата, нели, значаен дел се административните работи на факултетите, тука исто полека се откочуваат работите, као што гледам дека почнува онлайн да се врши таа административна работа, односно потврди уверења. И третиот сегмент се испитите. Денес, или кога ќе се емитува емисија вчера, на 31 март, како и да имавме конечно соопштение, кај што уште еднаш Универзитетското студентско собрание се произнесе дека е против онлайн полагање на испитите според моменталните услови. Моменталните услови што ни викаат, немаме некаков усогласен механизам за онлайн тестирање кој ќе го гарантира квалитетот. Немаме механизам кој на професорот ќе му овозможи надзор на тоа како студентот го полага испитот, дали навистина тој одговара на прашањата, дали користи некакви помагала за одговарање на прашањата. Немаме контрола на потенцијалните злоупотреби. Да видиме реални злоупотребите ќе бидат огромни ако нема контрола.
Тоа што ќе допринесе девалвација на знаењето, деградирање на трудот и напорот кој го вложиле студентите кои навистина сакаат да научат нешто, бидејќи ќе дојде до ситуација кај што секој ќе положи, дали учил, дали не учил, секој ќе има. Секој на крај ќе добие диплома, да не си ги деградираме дипломите. Вториот момент е класните проблеми. Значи, ние во ситуација кај што ќе имаме онлайн полагање, ќе имаме сериозна класна раслоеност на студенти кои имаат услови, кои имаат лаптоп со камера, со микрофон, кои имаат брз интернет и може да полагаат, и студенти кои немаат финансиски услови да полагаат со најмодерни технички средства. Значи имаме тотална дивизија на побогати и посиромасни студенти, што дефинитивно не е фер. И третиот елемент, како што ги се развива кризата, апсолутно нема да имаат можност студентите да целосно да се посветат на образованието. Зашто? Зашто да видиме реални криза не е само што не е ни на пола, ќе оди се полошо и полошо, ќе се разболуваат и пријатели, и семејство, бројот на починати дефинитивно ќе расте, а имаме сериозна економска криза. Има отпуштање од работа, така што во вакви услови не може да очекуваме студентите дека ќе го следат редовниот рок на студирање. Ова се военни околности, ова е малтен, ова е убаво дефинираат, ова е воена ситуација, ова е ситуација на како да имаме војна, деструкцијата е подеднакво така. И сега ние да бараме од студентите да го следат редовниот тек на студирање е малце лудо, така што дополнително како УСС ќе бараме смрзнување, односно стопирање на сите правила во однос на роковите за студирање, се додека не настапат услови за да се продолжи со редовниот тек. Што значи тоа? Дека студентите нема да мора у 3 сесии, односно до септември да ги положат испитите. Па макар и кризата целосно завршила у јуни, пак не може да се бара од студентите до септември да ги иштисат своите испити. Мора да бидеме флексибилни, мора да се овозможи период и во кој студентите ќе можат реално да се посветат на образованието. Да, тоа е. Значи, претседателството не е светло, не знам, ако на почеток сакавме да организираме научни конференции, обуки, реформи во однос на евалуација на наставата, денес сме фокусирани на некои потешки прашања, меѓутоа тоа е што е. Затоа сме представници на студентите, па и вие сте представници на студентите, као дел од ФСС направен, и мислам дека мора да реагираме на моменталната ситуација. Па кога ќе Но тоа не значи дека се треба само на тоа се фокусираме. Ко УСС се активирани сите комисии работат на собствени проекти, па и ако не се лажам, не сигурно и ова е дел од проектите на факултетско студентско собрание направени на универзитетско, не знам, се работи на студентски медиум и комисиите за наука, настава, други активности, сите работат турбо, така што таква е ситуацијата сега, но мора да се приспособиме и не сме да не демотивира тоа, па да не правиме ништо. Да, одговори доста прашања кои што би имале ние и баш сакам да се навратам за да се нагласи за, например, ако студенти слушаат, сега не слушаат и те слушаат тебе за некои насоки или уверување или чисто објаснување на ситуацијата за што се случува, да се навратиме на онлайн предавањето и онлайн тестирање. Пошто имаме, барем овие неколку денови, може да видиме студенти со ставот дека онлайн тестирањето, сега да бидам некој devil's advocate, ама онлайн тестирањето се случува на некои факултети, па дури на неколку приватни факултети во државата. Зошто УСС и како УСС одлучи да биде скроз или целосно против вакво онлайн тестирање и ти објасни малце, ама подетално прашањето би било зборува за одложување, например, на сесии, за прекинување на тој некој редослед кој што предходел пред короната,
ама каков е фидбек од факултетите и ректоратот, дали има реална можност тоа стварно да се деси? Поише прашање, значи, најде од почеток прво. Ние као УКИМ мислам дека треба да бараме најсоодветно решение за УКИМ. Не ми се свиѓа мене тоа, кај што сега се цитира, не знам, толку секде у свет се полага онлайн, прво тоа не е точно. За секој универзитет кај што се полага онлайн може да најдеме еден универзитет кај што не се полага онлайн и подеднакво да бидат релевантни. Ете, денес на Сорбона најдов петиција кај што студентите исто се борат против онлайн полагањето, заради горе-доле слични аргументи кои ние ги изразуваме. Така што ние као УКИМ мислам дека треба да се стремиме да на највисок квалитет, на што е можно по високи стандарди и као такви, не само ја, цел универзитетското студентско собрание со огромно мнозинство, ако не се лажам, преку 20 од 23 факултети беа против онлайн полагање поради аргументите кои постојано ги повторуваме. Онлайн полагањето не има да ни овозможи гаранција за квалитетот. Онлайн полагањето е подложно на манипулации. Да, факултетите и универзитетот мора да бидат спремни да излезат во пресек на барањата на студентите, мора да бидат спремни да организираат дополнителни сесии кога ќе се створат услови за тоа и мора да имаат разбирање дека роковите кои се креирани за редовни околности не може да важат и сега. И за сега мора да кажам искрено дека сум прилично задоволен од тоа како универзитетот и факултетите се справуваат со кризата. Ќе видиме како ќе се движи понатаму. Меѓутоа, начелно има подготвеност за реализирање на овие барања за повеќе дополнителни сесии бесплатни, за стопирање на роковите кои важат за редовни околности и се останато што ќе им излезе во пресек на студентите за минимизирање на последиците од мерките за спречување на коронавирус. Сега, како беа другите многу прашања постои? На повеќето, едно од оние би било како се дојде до таа одлука што и толку експлицитно се изнесува, бидејќи дел од студентите се бунат, демек студентите не биле прашани за тоа. Така што како се дојде, значи вака, на 17 март имаше седница универзитетското студентско собрание кај што се дискутираше оваа тема и понатаму имаше неформални дискусии, меѓутоа до сега немаше противставување во однос на овој став. Значи ние дискутиравме и навистина ги разгледувавме сите можности за како студентите најмалку да изгубат, да бидеме ефикасни, а при тоа да не се жртвува квалитетот за таа сметка. Не е дека сабајлени тек на нас. Во универзитетското студентско собрание има представници од 23 факултети по двајца. Тие сигурно дека за својот глас се консултирале со нивните факултетски студентски собранија, повторно каде што има делегати изборни од студентите, представнички систем, така што сите одлуки се донесени од представници кои ги избрале студентите. На некои факултети, факултетските студентски собранија спровеле анкети, спровеле консултации, на некои не спровеле, меѓутоа се консултирале на друг начин. Ево ја, бидејќи сум дел од студентското собрание, направен. Преку 5 пати е постирано во студентските групи кој е ставот на факултетското студентско собрание и иако немало гласање, студентите можеле во коментари да се вклучат во дискусија, да партиципираат во носењето на одлуки, бидејќи не може ние партиципацијата да ја сваќаме само како гласање. Значи не е само да се гласа, треба и да се вклучи некој во дискусијата, да ги каже своите ставови и немаше голем број на студенти кои беа против онлайн полагање. Така што дефинитивно се консултирани студентите. Постовите на универзитетско студентско собрание, каде што веќе ова е трет пат каде што универзитетско студентско собрание јасно кажува дека е против онлайн полагање, вкупно имаат преку 50.000 речи. Така што не знам зашто денес се појави, не знам. И тоа е пак мал број на студенти кои
вела дека не биле информирани, не биле консултирани студентите. Не е точно. Ако немало непосредно референдумско прашање од Универзитетското студентско собрание, не значи дека не биле консултирани студенти. Овој процес 2 недели трае. Сите факултетски студентски собранија се имаат консултирано, некои имаат правено анкети, некои имаат пишувано постови, така што апсолутно не е точно дека сами делегатите на Универзитетско студентско собрание си ја донеле одлука. Да. Убаво ја злабочи цела приказна, баш детално објасна како е да се биди дел од УСС и од ФСС во време на ваква криза, но исто така ја спомена и ги спомна и онлайн предавањата и како тоа одреден дел од студентите немаат онлайн предавања, околу 10 на 20%. Што да прават тие студенти? Каде да се обратат? И ја спомна исто така и улогата на ФСС и УСС на мониторинг, ако може околу тоа малце. Комисијата за настава при Универзитетско студентско собрание работи на алатка, тоест не алатка, Google форма е, која ќе биде достапна за сите студенти, пренесена до сите студенти, каде што ќе може да пријават на кој факултет, кој професор не одржува видеоконференциски предавања. Откако студентите ќе репортираат до нас, ние заедно со Факултетското студентско собрание на конкретниот факултет, каде што не се држат видеоконференциски предавања, ќе се обидеме да издействуваме истите да се случуваат, меѓутоа да бидеме свесни дека одреден дел од факултетите имаат и претежно практична настава која реално според својата природа не може да се одржува видеоконференциски. Така што онаму каде што природата на предавањето, природата на материјата која се предава дозволува да имаме видеоконференциско предавање, УСС веќе се обидува да секде да се случува таа, а и преку оваа Google форма студентите ќе може да пријават проблеми, односно каде немаме видеоконференциски предавања, а може да имаме. Во однос на практичната работа, тоа е на вистина голем проблем и повеќе пати е дискутирано, долго е дискутирано, не е оставено туку така како прашање. Меѓутоа, начелниот став не само кај студентите и кај професорите, кај целата академска заедница е дека нема реални можности сега да се одвива таа практична настава, значи евентуално се надевам дека не можеме да знаеме дека ќе иде кризата, меѓутоа ако да речеме заврши во мај, па во јуни интензивно во краток период целата практична настава да помине или кога ќе се створат услови, тоа е све на ниво на шпекулација. Мора да бидеме свесни дека ова е најголема катастрофа после 45-та година. Така што не можеме да коригираме се. Не може да се действува, не може да се реши секој проблем. Практична настава нема реални услови како да се случи. Вежби однори можат да се одвиваат онлайн, но меѓутоа голем број на факултети имаат и практична настава која не може да се случи. И ќе мора тековно да се бараат решенија и се бараат решенија. И студентите кои не се дел од факултетските студентски собранија, нека ги контактираат, нека им пишуваат на факултетските студентски собранија. Ако не ви е активно факултетското студентско собрание, обратете му се преку пораки, преку постови. Мора да го земате предвид и вашето мислење. Меѓутоа, имајте го предвид дека реално е лоша, мора да бидеме свесни дека е катастрофално. И ќе има некои последици. Тоа е тоа. Да им се заблагодариме на Zoom дека ни даде unlimited minutes, така што не мора да почнуваме неколку разговори одново. Мислам дека можеме ние да збориме за корона и за УСС и за УКИМ и за сето она поврзано заедно, ама најбитните работи ги спомна ти, Борјан, и ги објасни, па сакам да се навратам уште малце назад. Како се дојде до УСС? Значи, да започнеме од самиот процес, од студентските и пленумите на универзитетите, па се до донесувањето на новиот закон за високо образование и конечно до овој момент кај што ние стварно имаме
прво представничко тело избрано од студентите науки. Може малце да објасниш и да разглобиш оваа тема? Да, ова е, мислам, долгогодишна борба и ние како студенти не сме свесни од кога се води всушност борбата за демократски, легитимни, легални студентски представнички тела. Вие имате пред 12-13 години, кога тогашните студенти се организирале и барале и се бореле за студентски представнички тела, кои самите ќе ги изберат. Да не би сакал да набројувам и активисти и организации кои се борале, од причина што сигурно ќе заборавам. Ова е долгогодишна борба и тоа е борба на она прогресивна страна од студентите која се залагала за студентски представнички тела. Конкретно овој закон е последица на законот за високо образование во кој се имплементираат студентските представнички тела, е последица на активностите на студентски пленум. И на истиот се работи ја бев бруцош, кога прв пат се вклучив у работава на креирање на метод за демократско представување на студентите. Така што пред 5 години негде начна идејата за, или пред 4, не знам, добро, се начна идејата за студентски собранија како студентски представнички тела во рамки на универзитетот. Што значи тоа? Дека студентските представнички тела ќе бидат таму каде што припаѓаат во академската заедница. Претходно беа невладини организации, надвор од било каква контрола. Законот за високо образование се донесе таму мај 2018, па уште една година му требаше на УКИМ да донесе статут кој ќе го имплементира тој закон и конечно таму негде ноември, крај на ноември, почеток на декември, на сите факултети се одржаа избори, кај што студентите се ги избраа прв пат во историја на универзитетот, избраа представници на своите факултети. Подоцна, секој факултет по принципот на еднаквост има по 20 делегати во универзитетското студентско собрание, кои тие го конституираат, по 20 делегати од секој факултет го конституираат универзитетското студентско собрание, каде што делегатите од своите редови избираат председател. Така што ја уште кога се пишуваше законот не ми се свиѓаше терминот председател, бидејќи тоа имплицира некаква надмоќ над останатите представници, а всушност и по статут и по се председателот е ништо, еднаков на сите останати 45 делегати. Така што да, историска борба за студентско представничко тело е многу подолга од последните 5 години. Сега имаме историска шанса, прв пат конституиравме студентско представничко тело. Сега, у такви околности се поведи баш првиот мандат на вакво тело да биде у време на коронавирус, ама тоа е што е, добро е што барем у ваква кризна ситуација имаме студентски представници. Замислете да немаше студентски представници, а да се соочувавме со ваква криза. Се надам дека и ќе надминеме и кризата, па ќе може да се фокусираме и на сите тие замисли кои ги имавме како студентско представничко тело. Да, ги спомна невладините организации кои во минатото беа тие представници на студентските на студентите на УКИМ, па и на сите универзитети во државата. Сега за оние кои толку не знаат и немале време да прочитаат законот, немаат време да направат споредба каква е улогата на УСС во моментов и на студентски парламент, да кажеме, пред целиот овој период, што е разликата помеѓу универзитетско студентско собрание, студентските парламенти порано и Сојузот на студенти уште пред колку 15-20 години? Пред 15-20 години не знам, ама последните 15 години е студентски парламент. Што е разликата? Студентски парламент беше и се уште е невладина организација која сама со своји интерни акти го уредува начинот на функционирање, па така студентите немаа никаков, иако се студенти и таа организација по закон ги представуваше, немаа никаков удел во незиното уредување, не се знаеше кога има избори, како има избори, кој ги организира, значи практично тие самите ги организира
изборите во кои што повторно се избираа самите или некои кои требаше да бидат избрани. И политичките партии има, прво не се знаеше колку им е мандат, 2 години, па со ВД 4 години, тотален хаос беше, надвор од контрола на студентите, а бидејќи невладина организација, универзитетот се оградуваше, велеше, тоа е невладина организација, не можеме да се мешаме, посебен правен субјект. Значи, као таква, студентите нема никаква контрола, ни како се уредува внатрешно, ни како се трошат финансиите. Сега факултетските студентски собранија и универзитетското студентско собрание се дел од универзитетот и дел од факултетите, односно внатре во академската заедница. Изборите се ги распишува деканот, се организираат од изборна комисија составена од 3 студенти и 2 професори, значи имаме гаранција и од професорите и од студентите дека ќе ми изазове телефонот, се збудив. Ама е неформален е подкастот. Имаме гаранција дека изборите ќе бидат како што треба спроведени по закон за високо образование, по статутот на универзитетот. Се одржува, мора да се одржуваат секоја година, така што не може вие да имате маршали по 10 години што беа председатели на студентските собранија, по 30 години на студентските парламенти, по 30 години тие уште се занимаваа со представување на студенти. Така што, ова значи дека секоја година имаме избори, ако представниците не си ја завршуваат својата работа, следната година можеме да ги смениме, може да се кандидираат сите студенти само со поднесување на кандидатура до архивата, значи процесот е целосно транспарентен, олеснет, имаме избирачки список со бројот на студенти на факултетот, каде што не може да имаме дупло, трупло гласање, да гласаат вработени во водовод битола, како што се случуваше порано. Така што целосна демократизација имаме на студентското представничко тело. Студентите си ги избираат представниците на својата група, на својата генерација, ако се лоши следната година ќе ги сменат и тоа е тоа. И дури и да заглавите со најлошиот представник на студентите, тоа е 1 година. Не е 9 години. Тој да студира цело време различен факултет само за да биде представник и да нема никаков контакт со студентите. Така што тоа е добро. И втора работа, финансиите, апсолутно нема никаква можност да се прават малверзации со финансиите, бидејќи ова е универзитетот е државен, државата има надзор како се трошат финансиите, ако направите било каква малверзација со истите ќе се одговарате кривично, треба да поднесете извештај на крајот на годината, така што целосна заштита има. Може би е по-неефикасен начин на функционирање, но дефинитивно е побезбеден. А во ситуација кај што имавме порано црни студентски представнички тела, добро е да одиме на поголема безбедност, а ефикасноста со текот на годините ќе се развие полесно и ќе се знае како се функционира. Ние прва година учиме, сите учиме, никој нема појма како ќе функционира, зашто сега самите си ги уредуваме, ги бараме грешките и ќе пробаме да ги поправиме последните моменти. Да, спомна и ти преска, требаше малце време за законот да стапи на сила, па да може конечно да ги формираме и факултетските студентски собранија по факултетите, па после и универзитетското студентско собрание. Што се случуваше измеѓу тој период и кога прашувам за неформалната студентска организација на правен факултет. Каква беше мотивацијата позади тоа, гледајќи дека системот е бавен, дека системот стварно му треба многу за да почне да функционира и таа идеја за да се создаде некоја студентска организација, макар и неформална, макар на еден факултет на правен, што стои позади тоа? Не, на повеќе факултети, како што разбрав откога се конституираше, имало такви неформални организации кои си работеле на факултетот. Ние можеби појавно работевме, меѓутоа и на другите факултети имале само организирање. Што беше мотивацијата? Немавме представници, никој не ги застапуваше интересите на студентите. И што се случуваше? Имаше тие некои остатоци од предходните парламенти се уште се обидуваа да настапуваат како студентски представници, без било каков легитимитет и ние, као неформална група на студенти, другари, се решивме да се обидеме
колку што можеме повеќе во рамки на сепак бевме неформална организација, да ги представуваме студентите, да оживнеме студентскиот активизам на факултетот и година и пол функциониравме така. Алтернативата беше да нема представници, да нема кој да ги застапува нашите интереси, а и студентскиот активизам е интересен. Мислам, има дружба, има не треба да го гледат студентите као обврска некоја, така што има и забава, а и се борите за своите права. Ние за година и пол пораснавме сериозно, мислам, преку 30 луѓе веќе број организацијата на правен факултет, студентската, и се покажа дека и навистина сме ги застапували интересите на студентите, бидејќи кога се случија демократски студентски избори, голем дел од членовите на неформалната студентска организација всушност беа избрани да бидат представници на студентите. Така што и сме биле и успешни. Што беше мотивацијата? Прво, борба за лични права, па и права на колегите, второ забава. Зашто и двете елементи се исполнуваат со студентскиот активизам. Не е обврска тоа. И многу е битно дека преку таквиот активизам се надоградуваш сам, правиш муавет со колеги, бараш решенија на проблеми, така учиш и се повеќе и повеќе се надоградуваш. Наместо да пиеш кафе, не знам, ти пишуваш некакво барање до факултетот и со тоа учиш. Да. Димитар, не знам дали имаш ти некои прашања, ама гледам дека 2 пати му звони телефонот, да и сякао председател повеќе зафатене. Комисијата за наука звони? Да, имав и јас прашање, ама Боро ми ги одговори сите. Ајде, дајте, нешто, вие што правите како иде животот у карантина? Добре, ја 16 дена изолација сум. Малце денеска ми пратија моите Айвар и друга зимница, така што на Cloud9 сум. Ама за вас не знам. Знам дека после овој разговор ќе треба да седнам и да го едитирам, за утре да го ставиме. Не знам, други прашања реално немам. Мислам дека, че многу зборавме, ја Димитар и Донев едно 45 минути, се уморивме и сега уште толку, а и некој го ќе види 2 сати да не слуша. Да. Премногу да не затераме. Не поробаме Џо Роган подкаст излезе. Имаме среќа што се заробени дома, па може принудени ќе видат да го гледаат, пошто што ќе прават друго. Не, ама да беше некој гостин што тешко се добива и ќе направивме некој напори, ќе зборавме уште за милион теми, ама you're one phone call away. Така што не е проблем да те викнеме кога ќе ни требаш. Да. Кога некој ќе ни откаже. Добро, ако може и по-ламо од некој моле да си правиме општора, не знам, на некој теми. Да, не, идејата барем моја за овој разговор е чисто да се запознаат студентите што ствари се дешава, бидејќи свесни сме дека живееме во време на социјални медии, кај што е многу лесно да се направи некоја спекулација и никој да не знае што се случува, па оттаму да се ствара нервоза кај студентите. Знаеме, направен се има случувано тоа многу, поготово за казнени сесии, па се пренесуваат некои информации непроверени, додека се уствари е како што треба. Па затоа сакам да искористам оваа прилика и за тебе и за нас, како што кажа, и ние сме дел од факултетските студентски собранија и сакаме барем студентите, ако никој друг во ова време, не време што рекол Џамбазов, да добијат точна информација и слушајќи го ова да знаат што ќе се деси. Да, ќе биде мачно, ќе биде тешко, ќе ни треба повеќе да завршиме валјда со дипломирање и со други глупости, ама како што Жиже кажа и ти повтори, враќањето у нормала нема да биде враќање у нормала, пошто не знаеме како ќе изгледа таа нормала. Па не, и дали сакаме да се вратиме кон нормала? Или сакаме кон нешто подобро? Пошто враќање у нормала науким, значи па чекање на студентски прашања, пак дел професори што не знаат да одговорат на мејл, така што ова е и можност, не е само проблем. Можност да го убрзаме процесот на напредок на универзитетот. Така што да не се враќаме кон нормала, туку да целиме кон подобро од тоа што било претходно. Да, и не знам, ние интерно се шалиме, ама корона стварно као некој наш сојузник за сега у периодов, со дигитализација поготово.
Така што дефинитивно нормалата ќе изгледа подруго кога ќе се вратиме. Да. Како цел Океј, факултет 5 години? викаше дека не е возможно да се дигитализира, а дојде една ваква криза, одма почна 5 години скокнавме напред со дигитализација. Да. За еден момент. Така, да не ги задржуваме и гледачите, и нас да не се задржуваме. Фала ти, Борјан, што ни се приклучи сега во оваа прва епизода, ќе видиме како ќе биде понатака, а за гледачите очекувајте епизоди секоја среда. Креирани се акаунти на Instagram и Facebook, таму ќе бидеме секако и може најверојатно да не, тоест сигурно да не слушате на сите подкаст апликации кои што ги има и на YouTube со видео дека ако немаме камери, ама зумот врши работа и не сме толку убави, ама ако сакате да не гледате, ќе имате... А ти Жиже го виде од постела држеше. Страницата му беше наја. Да. Вака Димац тука со британско знаме. Дима, ја текстот сам, а не се гледа убаво. Така ќе имаме казак. Немам ништо. Сите нешто Така. пробав. Плюс ми преваре лустерот, не знам дали гледате темно. Не, се гледаш, не е проблем. Дека ова, екранот ти дава... На Блицу. Не, на Блицу. Ака, супер. Improvise adapt overcome. Да. Екваш. Така. Добро. Поздрав. Фала на покана. Фала што дојде. Добро.